Завршено е времето на солиден економски раст и ниска инфлација. Намалените проекции на Народната банка за економски раст од 2,9% и инфлација од 8,8% се според очекувањата, посочува Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт и поранешен советник во Министерството за финансии. Дали македонската економија ја чека стагфлација е се уште рано да се каже, но многу веројатно, вели Јовановиќ. Според него, песимистичкото сценарио на Народната банка за раст од 1,9% и инфлација од речиси 10% е поверојатно. Во нашето песимистичко сценарио, што значи дека ако продолжи војната во Украина, што од денеска се чини дека може би поверојатно, очекувањата се дека оваа година во Македонија ќе има пад на БДП од 0,5% и дека инфлацијата ќе биде веројатно околу 12%. Сега тешко е да се каже во овој момент кој од двете сценарија поверојатно, но дефинитивно оваа година ќе имаме забавен економски раст и ќе имаме повисока инфлација. За Јовановиќ владата целосно потврдила, а мерките за помош на граѓаните не вродиле со плод. Односно не само што не ја намалиле инфлацијата, туку и ја зголемиле. Морало да има нови мерки за замрзнување на цените на храната и горивата, за да се убложи ценовниот шок за населението и стопанството по пример на другите држави од регионот. Владата дефинитивно сгреши, потврди последниве 2 месеца и она што мора побитно да го направи е да го врати замрзнувањето на цената на основните прехранбени производи и паралелно со тоа да донесе да ги замрзне цените на нафтените деривати, односно на горивата. Македонија со Србија се уште има контрола на цените на храната и ги замрзнува до некаде цените на горивата и Србија веќе има пониска инфлација од македонската. Инфлацијата во Србија во февруари е околу 9,5%, а во април се извинувам, а во февруари беше 8,6%. Владата според Јовановиќ доцни и со задолжувањето на меѓународниот пазар за неколку месеци. Вели каматните стапки сега се многу повисоки од пред 2 месеци, па просторот за маневар е значително стеснет. Од владата веќе информираа дека дупката во државната каса ќе се зголеми за околу 200 милиони евра, а дефицитот ќе се финансира со задолжување преку кредитна линија од ММФ и издавање евроврзница.